студиото со вас Маријан Николовски. Последни вести за денеска во нив пресек на денот. Добро вечер. СДСМ се уште не открива дали ќе ги поддржат измените на законот за прекршоци. Лидерот на партијата Венко Филипче смета дека донел исправна одлука да ја бойкотира лидерската средба. СДСМ се свесни за придобивките од Сейф Сити, но и натаму се загрижени за висината на казните и безбедноста на собраните податоци. Опозицијскиот лидер на денешната пресконференција не откри дали ќе дадат поддршка на законот за прекршоци кој идната недела треба да дојде на гласање. Се намалува ризикот од несреќи, сообраќајни и така натаму. Апсолутно во тој дел го поддржуваме. Меѓутоа има две битни работи за кои што треба да се зборува. Прво, во сегашниот контекст, а тоа е економската положба, состојба во државата, стандардот на граѓаните, мора да се зборува за висината на казните. И второ, исто битната работа, што и кој ги контролира огромната количина на податоци, кој што системот Сейф Сити ги собира. Ставот ќе го кажеме на собраниската седница. Меѓутоа овие две работи не може туку така да помените. Филипче смета дека донел исправна одлука да ја бойкотира лидерската средба, бидејќи како што рече, не може да разговара со власта додека таа одбивала да даде одговори за темите кои СДСМ се обидува да ги наметне во јавноста. Иако ги критикуваше останатите опозицијски партии за тоа што соработуваат со мнозинството, сепак остави простор и неговата партија да се вклучи во разговорите на работните групи во собранието поврзани со законите од реформската агенда. Значи се што е процес во собранието и е дел од тоа што е регуларна комуникација, апсолутно координаторот ќе биде од дел од тие процеси. Ние нашиот глас ќе го кажеме, нашиот глас секако дека ќе го кажеме во собранието, ама да даваме легитимитет на ваква власт, за да има повторно само лажна најава дека ги спроведуваат некакви реформи, како што беше после мојата средба. Едноставно не може им се верува. На средина од неделава политичките лидери одржаа средба на која се договорија работни групи во собранието да разговараат за сите решенија кои беа заглавени поради потребата од двотретинско или бадентерово мнозинство. Според информациите кои вчера ги соопшти премиерот, идната недела се очекува да помине законот за прекршоци кој е важен за Сейф Сити и за кој треба поддршка од 80 пратеници. А собранискиот спикер Гаши најави дека истовремено може да се очекува договори за народниот правобранител кој се гласа со бадентерово мнозинство. Александар Спасовски, Сител телевизија. Жан Митрев синоќа во интервју обвини дека претходната власт предводена од Заев и Филипче вршиле притисок да му ја земат клиниката. Филипче денеска неова тужби, а владачката ВМРО ДПМН е бара истрага. Пре некој ден ме споредија дури и со Джими Џонс, убиец на 300 деца. Вчера отидоа до таму да преку Жан Митрев, за кого како лекар не може да кажам што мислам, ме обвинија за рекет на цела болница. Претера, ова ги поминува сите можни граници. Што ќе смислат следно? Утре ќе ме обвинат и за силување, за убиство, за што следно? Доста е веќе. Сега ќе ги тужам. Мојот одговор преку суд ќе го добијат и наредбодавачите и извршителот. Го повикувам Жан Митрев, нека отиде кај обвинител и нека поднесе кривична пријава ако смее. Па да одговара по кривичен закон. Не го прават тоа затоа што знаат дека ќе одговараат, а не вака да ги тужам само за клевета. Затоа власта не сака реформи, не сака реформирано правосудство по европски стандарди, за токму ова да го прави. ВМРО ДПМН е згрозено од тоа докаде Филипче заедно со менторот Заев биле спремни да отидат само за да се збогатат. Додека луѓе умираа секојдневно од ковид кризата, за која што Филипче и Заев не обезбедија вакцини навремено, тие се занимавале со сценарија за одземање на сопствеништвото на Жан Митрев во истоимената болница. Наместо да мислат на добробитот на граѓаните, за ова дуо слушаме згради, автокомпании, авиокомпании, анекси, договори, тендери, набавки, па сега и болници. Го повикуваме јавното обвинителство веднаш да го истражи случајот и неселективно да постапи по истото.
Двете лица кои му помогнаа на обвинетиот Саид Саитов да ја напушти државата добија обвинение, им се заканува казна затвор до 5 години. Обвинителството поднесе обвинение за маж и жена од Скопје кои му помогнале на Саид Саитов да ја напушти земјата по сообраќајката во Скопски Капештец. Во несреќата во која настрада 79-годишната скопјанка на 9 јануари, двајцата со умисла му помогнале на Саитов и неговиот татко да ја поминат македонската граница, откако избегале од местото и не укажале помош. Со автомобил Мерцедес со скопски регистарски ознаки, мажот и жената дошле до домот на осомничениот веднаш по сообраќајната несреќа. Го земале заедно со неговиот татко и преку граничниот премин Табановце ги пренале во Република Србија. Таму ги оставиле пошто помагачите се вратиле во земјава околу полнок, стои во соопштението на ОЈО. Заедно со обвинението поднесен и предлог за продолжување на притворот за обвинетиот и куќен притвор за обвинетата. Како соизвршители им се заканува казна затвор од 3 месеци до 5 години. 18-годишниот Саитов, кој без возачка дозвола и со брзина која не била прилагодена на условите, смртно ја прегази 79-годишната жена, се уште е во бегство и се бара со меѓународна потерница. Во исто време, обвинителството презема действија за испитување на евентуална одговорност и на други лица во овој настан. Ивана Соколович најдова, Сител телевизија. Турција, Бангладеш, Непал, Индија. Ова се државите од кои во Македонија има најмногу ангажирани странски работници. Вчера стапи на сила одлуката на владата за квота од 10.000 работни дозволи за странци. Додека домашните работници се почесто ја бараат својата шанса надвор од државата, Македонија станува нова адреса за илјадници странски државјани во потрага по работа. Полека, но сигурно, Македонија во последните 3 години бележи раст на бројот на странци, кои добиле привремен престој поради вработување. Ако во 2023 таков статус добиле 823 лица, веќе во 2024 бројката се зголемува на 2397, за лани да достигне 3320 одобрени престои. Ова го покажуваат податоците кои Сител ги доби од Министерството за внатрешни работи. На врвот на листата се странските работници кои доаѓаат од Турција. Гледано по години, во 2023 година 500 лица, во 2024 бројот се искачил на 1161, а во 2025 изнесува 1078. Растот кај другите земји е уште поизразен. Најголем скок бележи Бангладеш, од само 12 работници во 2023. Бројката расте на 229 во 2024, за лани да достигне дури 626 лица. Сличен тренд се забележува и кај Непал, од 32 на 219 до 427. Кај Индија, порастот во 2024 со 300 одобрени престои, лани има благо намалување на 258. Паралелно со зголемениот прилив, МВР бележи и одлив на странски работници. Во текот на 2025 година, од страна на Министерството за внатрешни работи се евидентирани 166 странски државјани кои ја напуштиле државата, а во државата биле со статус на привремен престој по причина на вработување. Од нив се 129 државјани од Бангладеш, 34 од Непал, 3 од Индија. Вчера стапи во сила одлуката на владата за квота од 10.000 работни дозволи за странци. 4.500 се за нови вработувања, а 5.250 за продолжување на дозволите за странци, кои веќе се ангажирани во Македонија. СДСМ и денеска преку пресконференција вели, доаѓаат така наречените економски работници. Тоа што се подготвуваше сега започна. Најпрво, владата склучи стратешки договор за кој известија британските медиуми. Во декември, британските медиуми објавија и дека согласно овој договор, мигрантите би имале можност да добијат работни визи во Македонија за работа во сектори со недостиг на работна сила. Потоа власта го смени законот за странци, ги олесни условите за доаѓање, престој и работа во Македонија. Се скратија процедурите, се продолжи времетрењето на дозволите. Со овие законски измени се создаде правна рамка за долгорочно задржување на државата, секако ако има стратешки партнер. Системот на квоти за странски работници во Македонија е применуван постојано од 2016 година наваму. Мартин Арсов, Сител телевизија.
Агенцијата за медиуми ги повика инфлуенсерите во државата до март да се регистрираат и да ги испочитуваат законските обврски. Инфлуенсерите да си одберат регистрација во Агенцијата за медиуми или прекршочна пријава. Ако сте блогер и имате над 10.000 следбеници на некоја социјална мрежа, мора да се регистрирате во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Тоа мора да го сторите до март годинава. Во спротивно ќе се соочите со прекршочна пријава. Иако од агенцијата повеќе пати испратија повици и опомени за креаторите на содржини да се пријават. До сега само 7 лица уредно си ја завршиле обврската, иако бројот на инфлуенсери во Македонија е далеку поголем. Ние имавме повеќе состаноци со дел од инфлуенсерите кои што ги каневме да доаѓаат, учествуваа во процесот и законска обврска беше да се регистрираат до 31 декември. Бидејќи само 7 инфлуенсери се регистрираа до 31 декември, а ние знаеме дека таа бројка е поголема, упативме повик да исполнат својата законска обврска. Какви последици има доколку еви инфлуенсерите пробиене практично рокот, не се регистрираат во регистарот на АВАМУ? Што вели законот? Законот вели дека ќе се покренуваат прекршочни постапки, а можеби во консултација со УЈП, доколку не ги плаќаат своите обврски кон УЈП, ќе се води постапки УЈП кон нив. Измените во медиумската легислатива се направени во јуни 2023-та, кога и првпат беше препознаено постоењето и влијанието на инфлуенсерите. Овие субјекти сега подлежат на регулација и имаат обврска да се регистрираат во агенцијата. Експертите посочуваат дека во овој процес е важно да бидат вклучени самите инфлуенсери, но и секоја реклама што ја постираат на социјалните мрежи да биде правно регулирана. Повеќе да се вложи сила и енергија кон компаниите, односно кон оние кои што ги нарачуваат промотивните активности. Бидејќи знаете како кај авторските услуги или како кај било кој друг начин на префрлање на средства за вршење на одредена услуга, со кој што се плаќа одреден данок, многу полесно ќе може таа работа да се регулира и самите компании кои ќе разговараат со инфлуенсерите за некаква услуга која што тие ќе ја прават, таа да биде правно регулирана, да биде правно заштитена и за двете страни, и за нарачателот и за извршителот на услугата, односно инфлуенсерот, и во исто време државата да го земе свој дел на данокот. Во Европа не постои унифициран закон за контрола и регулација на инфлуенсерите, туку тоа се прави со повеќе законски акти, со приоритет на тоа граѓаните да не бидат изманипулирани или измамени. Повеќе различни акти, како што се, например, директивата за заштита на потрошувачите, актот за дигиталните услуги, GDPR актите и така натаму, се различните форми во кои што се води грижа за тоа да самите инфлуенсери, самите луѓе кои што стваруваат свое влијание и пласирање, односно заработка преку интернет, да сето тоа го направат начин на кој што крајните потрошувачи, односно граѓаните ќе бидат заштитени. Задолжителното регистрирање важи за сите инфлуенсери, влогери, креатори на содржини, јутјубери кои споделуваат видеа на YouTube, Instagram, TikTok, имаат повеќе од 10.000 следбеници или претплатници. Остваруваат економски интерес од медиумската услуга, но и за оние креатори кои во последните 12 месеци објавиле најмалку 24 аудиовизуелни содржини. Габриела Лескова, Сител телевизија. Доналд Трамп